Само што го потврдивте дел од тоа што и јас го спорував, бидејќи не е проблемот кој седи во судските клупи. Проблемот е како се стига до таму. Ако денес седат мои другари, како што велите вие, ако продолжат да вака работите, утре ќе седат ваши другари. Не е поентата на постоењето на овие закони реваншизам. Може би вашата поента било тоа. Дали сте свесни дека во моментот во обвинителството, односно пред судовите, обвинителите се тие кои што прават уцени и спогодби. Секојдневно има притисоци и притисоци врз актуелни функционери кои што сакат да ги одвратат од некаква политичка активност. Ова е скандалот за кој што јас зборувам. Заради тоа служи јавното обвинителство во Република Македонија. Заради тоа служат и судовите во Република Македонија, колешке, Жаклина. Затоа не можеме ние да се усогласиме. И затоа не можете да носите закони кои што треба да се носат со двотретинско мнозинство со уценети пратеници. Затоа ние не се согласивме денес да ви навлеземе во вашата игра и да аминуваме сето тоа што сте правеле повторно без никаков консензус со нас. Дали е само за датумот и за рокот? Согласни сме, меѓутоа има мал милион работи кои што треба да се променат во овој нефункционален закон. Токму овој извештај кој што го гледаме сега, денес, можеби нема рефлектирање на претходниот закон кој што го имате, новиот закон кој што го имате донесено. Меѓутоа, де факто, ние не гледаме резултати денес. Јас зборував за примери од 2022 година во кој што не гледаме дека има суштински промени со законот кој што вие толку инклузивно во наводници сте го имале донесено во ова собрание. Ако бил толку квалитетен законот, ќе го гласале сите пратеници. Ќе го гласале сите пратеници и од власта и од опозицијата. Ако сакаме да донесеме суштински реформи, само на тој начин треба да работиме. А не да кажувате дека имало одредени забелешки. Па имало одредени забелешки и денес гледаме забелешки. Вчера шефицата на организиран криминал излезе и каже како може некој да одбере кој ќе работи со мене без јас да дадам оценка за неговата работа. Или да дадам оценка, да видам со кој треба да работам. Самите гледате дека имате мал милион недостатоци. Доколку бил толку квалитетен законот, ќе имало рокови за извештаите. И ние денес немаше да зборуваме и за оваа тема меѓу другото. И за тоа што зборувате, па како да зборувам за скандали кои што имало од 2020 година. За нив ништо не слушнавме. Колегите претходно зборуваа, обвинителот мудро си молчи. Сега во поново време, еве некои актуелни работи, да зборуваме за моментално тие обвинители кои што треба да бидат избрани во новото обвинителство за организиран криминал, па да видиме кои се нивните квалитети, па да видиме кои се оценките со кои што дошле тука, па да видиме какво е нивното CV. Еве, отворив нови теми за кои што чека целата македонска јавност да слушне. Зошто минати четврток не се избра новите јавни обвинители? Зошто? Кој не бил усогласен? Чии се тие политики кои што не биле како што треба спроведени? Кој требало да се убеди? Зошто јавноста да не биде присутна? Или ако сакате веќе да зборуваме за извештајот из 2020 година, еве, јас ќе ве прашам. Значи, во 2018, на крајот од 2018 година излегол скандалот со преслушкуваните разговори во јавното обвинителство. Во извештајот на 2020 година не можеме да видиме дали обвинителството нешто покренало врска со тоа. Или еве, например, зошто обвинителството и по повеќе од година дена не покренала постапка против поранешната директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Лидија Димова? Зошто има молк туку сега, па имаме информации дека и таа покренува тужба? Или еве, докаде е постапката за обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција за случајот бонуси на СЈО
За извештајот на СЈО. Сакате за тоа да зборуваме? Ајде ќе зборуваме за овие работи. Еве, овие работи се од 2020 година. Работи кои претходно моите колеги ги прашуваа, а кои што обвинителот не ги одговори. Меѓутоа, еве сега одиме на етапа подоцна, па да видиме што ќе одговори за овие актуелни работи. Или видовме дека во Тетовската болница беше штекерот виновен. Или за доделувањето на грантовите за ФИТР. Ајде да видиме овој скандал. Докаде е? Имаме ли информација некаква? Ајде да видиме кои се тие министер, актуелен министер, вработен во владата за кој што јавниот обвинител зборуваше пред едно известно време дека постојат постапки. Ајде да ги видиме. Ајде да видиме обвинителни акти. Да видиме дека во суштина нешто се работи. Тоа што секојдневно го гледаме, тоа што кажувате вие. Како обвинителството уценува во суд за да добие одредени признања, се со една цел. Моментално тие функционери кои што се во партијата ВМРО ДПМН да се исплашат. Меѓутоа нема да ви помине тоа. Нема да ви помине. Ние нема да се навраќаме назад. Ќе гледаме само напред, заради тоа што ние знаеме да створиме нови политики и истите да ги спроведиме. За она што треба допрво, вие ќе треба да се прашувате понатаму. Или еве, например, за некакви обвинителни акти кои што биле за некакви истраги во антикорупцијска против одредени обвинители. Зошто ништо нема се уште? Една актуелна јавна обвинителка имала истрага од антикорупцијска токму во 2020 година. Зошто се уште нема ништо? Или се уште истата обвинителка мора да се држи за узди, во наводници, за да може да спроведе одредени работи. Затоа ли? Дали се одблокира сметките во основните обвинителства во Битола, Тетово, Струга, Охрид, Вишето обвинителство? Или, например, од изјавата на јавниот обвинител на онлайн средба со новинари од 29.12.2020 година дознавме за дисциплински постапки против 5 јавни обвинители кои сториле повреди во текот на работењето, но во извештајот на оваа 2020 година не е наведено апсолутно ништо. Дали има и докаде е постапката во овие случаи? Колешки Жаклина, за која година и да зборуваме? Дното го допираме. Не одиме напред, нема никакви реформи. Џабе ви се закони носени под уцени. Џабе ви се закони, во истите нема никакви реформи, нема напредок. Државата нема напредок, младите се иселуваат од оваа држава. Нема доверба во судството и обвинителството, па нормално дека нема да има. 95% во извештајот стои дека од обвинителните акти се со осудителна пресуда. Па каде живееме ние, колечки? И вие тука ќе ми зборувате за деловник, за тоа дека ние не сакале ништо да функционира. Не, вие не сакате да функционира ништо. Вие сакате да биде закочено, да има една фама околу собранието, дека само ние сме тие кочничарите кои што ништо не сакат да работат. Не, вие не знаете како да носите нови политики. Не, вие не знаете како да донесете измени конкретни со суштинска содржина, за кои што ние сите заедно со консензус ќе се согласиме дека треба да бидат донесени. Изборувате за почитување на деловник, па вие, колешке, ме изненадувате. Значи, вие сте председателка на една комисија, се створила правна пракса, ова собрание било доста време блокирано, вие знаете дека кога станува збор за доброто на граѓаните, ниту еден закон не е блокиран, заедно гласаме со вас. Па не е коректно да кажувате дека ние блокираме. Блокираме сето тоа што има мани, недостатоци, кои што насила се сака да се спроведе, кои што оди со европско знаменце, со скратена постапка и кои што нема суштински работи, кои што ќе значат за граѓаните. Тоа да, и ќе стоиме овде процедурално, и ќе зборуваме овде, за да слушнат македонските граѓани што се работи. Ако станува збор за заеми, за задолжување, за одредени
помеѓу другото што ги фалинки кои што ги ставате во законите и кои што се надевате дека нема да ги видиме и кои што сакате да ги протнете, како впрочем и законот за новиот закон за суди и јавни обвинители, ова нешто ќе се буниме. Ќе дознае целата македонска јавност дека овој закон не е таков каков што треба да биде. И треба да дознае. Затоа што ова собрание треба да креира политики, не да браните нешто што не се брани. Ставени сме во ситуација во која што ние зборуваме секој ден, а вие тројца пратеници од власта исклучиво бранат она што не може да се брани. До такво дередже сме стигнати во ова собрание. Ви благодарам. Благодарам. Имаме уште